Ало, Јован. Ало, Мими, кај си бе? Еве, спортската на паркинг. Како бе спортската те чекам овде в теретана, ме чеша се при воркаут и закачив. Треба вежбаме. Абе, брате, емисија имам за снимање, се немам денес нешто. Абе, каква емисија се договоривме за тренинг, шо е то? Абе, цеш... Немам, брат, се вистина, не. Те вик... Немам денес, извини, ама тоа е се, не можам. Не можеш. Не можам, не. Спортската на паркинг, еве, чекам едни гости за да снимам емисија. Нема да си мрнал од таму. Нема да си мрнал. Оре, на сила дење ти, види го. Многу јак. Ајде, кај е, Мими. Тој нема вежба. Абе, не дојде гостина, ако сакаш ела ти гостин да ми бидиш. Абе, какво снимање, излег бе. Абе се брат, ела влези ќе снимам. Не, ајде, излег. Можеш брат од југо, можеш добар си. Ќе правиме надвор, море. Абе шо? Сајки виш вежбање. Како си говори? Стајате ли? Еве брате. Не, како? Како така шо? Што треба правиме? 10 склека. 10 склека? Одма 10. Абе при ми си имам. 10 склека од... Мори мајко, чекај. Нешто од кој немно правено 10 Одма склека? 10 склека, од физичко нема се направено, од четврта, ако одеш... Еден. Додобро бе. 3. Додобро. 4. 5. 6. Ајде бе, стари гости, абе ти велам на вежбање да почнеш. 9. 10. Стан. Добар сум. Не си добар. Мислиш така ќе поминиш? Ајде влегвај сега да снимаме. Седи таму. Шо се уште? Мислиш така ќе поминиш? Шо збораш бе? Ела вам. Шо збораш? Може вежбање. Ајде. Шо треба правам со ова? Ајде, кревај. Како треба маса? Скревај. Ајде се. Бај брате. Добре. Зборам емисија. Знаеш дека нема Колку изговори. кило е ова? Не знам колку е татко ми го швајцоваш. Ти брат вака ако идиш на све ефит ќе се направам. Ова не знам колку е. Шо? A few moments later. Абе душата ми излезе. Шо е ова? Вери чекај, ќе ми ја спора брат. Е толку оди брат ова мојата. Таман сме. О, Беше лесно си дека вежбаја. а не вежбат сите? Кај сте бе? Одум ми извајте. Ајде да видиш. Ова емисија ќе снимал гости овде. О, Со нас ќе снимаме. Да со нас Нема снимал, гости. како може така. че се ви кажа без кои се правилата овде, клава и појас. Појас. Да, виде. Има и назад, ама не мораш ти. Немаме уште таков закон во Македонија. Плюс бубица ти клава една овде. Ето така. А ја ти брате од назад, ќе ти ја подавам јас моја. Кажи башка од енергијата се крева, не. Че Залежен да цел се ден. видиме. О, добро е, ме врати јанака во живот малце ова, убај сме. Плюс, еве ти една вода пелагонка, пошто се вежба, мора се пие вода, така? Па, така Имаш и брате до пиење. тебе назад таму една ти оставив. И за тебе, за мене еве едно овде вака. Ајзу возарно. Ајде, живели? Са пелагонкама. Битолска вода нема поубава. Братиња, ве спремив шо ве спремив, вие ме кладовте во кондиција, палам југото. Нешто е најако. Паркинг да си платам прво. 2000 years later. Ете, сме се вративме, уште сум задишан, еј. И паркинг платив и се. Мора човекот во кондиција да вратиме, не може. Мора вистина, ти малце сум јас вака активен, па се ми фалеше уште кондиција. Еј, ви прат вака изговори луѓето за вежбање? Шо немам слушната, брат, се изговори. Само најчесто немам време. Тоа немам време, мислам луѓето Абе, јас ќе тргнам од мене. Џокер му е. И да, јас Џокер вистина му е. работам, значи, многу сати. И сакам, не дека не ќе имам некоја желба за тоа да се вратам во фит форма, оти меше имам, гледаш овде малце. Малце повеќе. Малце појќе. И сакам да си се вратам во некоја нормална форма, ти никош во животот не бев дебел. Се здебели после 30-тат. Ама никогаш во животот в теретана нема одено, тоа е фан фактете за мене. Да. Како да се мотивира човек да почне вежба, да оди в теретана? Тоа е многу битно прашање. Знаеш како? Туку е прашање на приоритети. Добро. Еве ти велиш дека работиш по 17 сати дено, значи то ти е тебе приоритет гледано. Значи чим Да. ти најголем дел од време да го посветуваш на тоа. Јас сум воркохолик, брат, да. Се работи кај мене. Па луѓето за жал не им е приоритет здравјето. Па така. Оти еве Не се реши сега. твој пример.
ти ќе ја возиш колата цело време, дури оди ќе ја газиш, ама еден ќе се расипи. Така е. Тоа значело дека ти требало редовно си правиш сервис на колата, да ја пазиш поќе и се. Се за жал на луѓето му текнува за здравието, само го ќе го изгубат. Само го ќе го изгубат кога ќе треба да одат по доктори, кога ќе треба купат лекарства и такви работи, а тогаш му текнува и тогаш почнуваат да инвестират во И знаеш, во здравје. тој со години, например, нема да има вежбано, ќе се здебели и после сака тој во еден месец да ослаби 15 кила. Точно, ама Тој нема со шанси. години И тоа. веќе го таложил тоа, сведеш? И после кој е крив? Не, тука е позитивно што му се јавува желбата, значи желба направи промена, ама сака да е одма. А можам да кажам еве вака лично сега да се слека што направив и 10 пати tego што го кренав ми даде енергија, вистина. Тоа е многу битен момент, знаеш како ти од работа се малаксуваат малце луѓето уморни и се не сака да си подлегни. Значи да си уморен од работа, можеш да си одиш в теретана и да добиеш енергија. Можеш. Така оди работата? Дефинитивно можеш. Не, за еве ти што доби ова е како Челендж. не, челенџа буквално. Замисли секој ден да си вежбаш во одреден период од денот, колку ќе те раздвижи. Колку е доволно да се издвои денот, сат, 2, 3 за вежбање, колку? Не, верувај, со сат време тренинг дено може да добиеш многу бенефити, дури не дено. 3 пати Да. неделно ако вежбаш по сат време ќе добиеш многу бенефити. Ама најбитно е секој ден да се раздвижиш. Значи Да. тоа не значи ти да направиш 100 склекој и да одиш насправи дојдеш в теретана. Раздвижи се како било. Стани, доручај или како било ти рутината, испешачи, не знам, 10 склекчиња направи буквално онака да го разбудиш само телото, онака Да биде активно, циркулација на крвта и така натаму, значи да. да го активираш, да ги активираш мускулите. Притисокот малце ти се крени, ќе видиш некој си вели мало не сум донаспан, а всушност ти од сабалето не си дорасонет. Точно. Значи ти треба малце тој адреналин, ти треба повисок притисок малце за да се раздвижи телото. Значи и колата ја загреваш пред да ја водиш, се Да, мислам. водиш. Југото сигурно не, ама Па не, ја спалам возам. Ќе влеземе на овој пато некогаш ние или не, заглавивме. Кромберг смената ја фативме. да излезам вака да. Ево, мој ќе врти, сега јас ќе влезам, па ако сака нека удира, брат. Силни сме. Лево десно па не возам. Да, абе тоа е. Кој ќе возиш секогаш онака. Возите по чисто да. Да. Па затоа така ви оди. Вака се, значи да кажеме на почеток направивме што направивме, вие сте дечките од Вежбај Б, од Така. како да го наречам, то платформа за вежбање. Па види, вежба е многу обширно во моментот и сме слушност како организација. Да. Значи организација со цел да ги освестиме луѓето околу здрав начин на живот. Како ќе го направиме тоа? Секош различни проекти превземаме, пример доста снимавме Рилој, се почнавме YouTube видеа да снимаме. Значи пред се едукативни видеа за и мотивирачки за како да почнат луѓето да имат здрав живот на некој Така, начин. така. Значи каков било начин, дали се тоа физички некои проекти година имам план да организираме некој пример на преварчење, некои собери и такви работи. Аха, значи вие ќе сакате нешто поголемо да правите. Имаме многу големи цели и се што може да ти текни за спорт, за таква работа, сакаме да сме дел. Сега Млади деца сте, да, убаво што се занимавате со вакви нешта што не е нешто што е поопасно и така натаму. Ти велат младината не ни чини. Еве имаме пример посебно еве во југото 4 сезони секогаш што имал некои млади дечки кои што се мотивирачки настроени и кои што прават нешто и квалитетно и за нив и пред за општеството. Сега сакам да ве прашам кога прв пат вие бевте в теретана? Да. Прв пат во втора година. Средно? Втора средна, ама вежба претходно така склекој навратила. Па нешто ве влечело, да. Јас не сум стриктно в теретана. Аха. Јас вежбам колку да извежбам, не е битно што. Например, затоа сме многу различни со него. Да. Тој оди по рутина. Јас одам денес ќе пречам, утре ќе одам насправи, други ден в теретана. Битно одиш, да. Да, битно да се извежба, тоа ми е целта мене. Така. Добро, во последно јас сум пофлексибилен, така тренирам и ММА и одам насправи исто во ама Што е ММА? да, боречки вештини, овие UFC имаш гледано? Да. Па тоа Не, е јас може да не знае некој од гледачите. гледачите. Затоа прашувам. Боречки спорт. Ето така. Дисциплина во гранката на боречки спорт. Значи тепаш маваш. Да, тепачите тепат, што е Легално се тепаш. потешкото. Не ми кажа ти кога беше прв пат теретана? Јас почнав во 2022, кога имав 17 години. Значи, Значи сега 4 години веќе
одам в теретана. А има- Изминатата година ми е по хибридно, така речем, по Да. мешано спорт, ама 3 години бев без престан в теретана. Дали има од до граница кога треба да се почне во теретана од најмала возраст, на пример, има нека таква граница? Не, може и според мене и од најмала возраст да се почне, само не мислам дека е најпаметно, оти децата е подобро да се социализираат и да тренираат некој тимски спорт. За оти сепак спортот и тренинг има и многу други бенефити, освен тоа физички што ќе изгледаш подобро и ќе си подобро, поќе способен. Да. Мислам за деца најубаво е ако одат веќе в теретана да му биде како спореден спорт. Значи веќе си има некој приоритет, пример, што Да. било него што го интересира. Јас би предложил кикбокс, бокс, ММА, некој боречки спорт, јас израснав со боречки спортови. Да. Па и фудбал. Мој И тоа е предлог, мавање. мој предлог, да. Таму тоа е непланско мавање. Непланско мавање, црвен таму можеш да јадиш. Да. Ето Јас така. од 11 години тренирам кикбокс, пред да почнам в теретана, значи има многу бенефити, посебно она за машките да искусат малце емоција на страф од удари, значи ќе видиш некој поголем од тебе, ќе Да не му се плаши, значи. да изгубиш страф, Ќе да избриша малце камерата. Ето така, возам, бришам, сепрам. Нема га лета мрда, брате, овде real life е се. Потреби на студиото се, да. Потреби, такво е студиото. Да. Ќе одиме и под сенка негде да подзастанеме, оти во сонцето ќе не убија, верувам дека и на камерата нема да видиме баш сјајни, само сенка во Битола, Вајдел, не знам кај има. Нема врска, да. Ќе си правиме муабет. Ајде да почнеме за ова, за платформата што ја почнавте Вежбај Б. Прво Вежбај Б, од ке види името, Трчај Б како трката или... Па, искрено голема инспирација ни беше Трчајбе, ама не кефе да го скопираме, туку најдобро звучеше и најдобро го представуваше. Насила да можеш Вежбај Б. Бренда, многу е универзално, може да го користиш во видеа, лесно се памти, интересно е, битолско е, значи има многу причини за името. Да. Иначе името беше нешто последно што смисливме, значи се беше спремно од почеток до крај. Како видео иде цела идеја дека се сакаме и видеа да правиме, оти реално на пример па да збораш пред камера е уште еден нов момент, така значи настрана вежбањето, да збораш пред камера, знаете и сами не е баш Не е воопшто лесно. воопшто лесно, да. Да. Идејата ни дојде пред околу 3 години негде, така го почнавме веќе од 2023. Во класот кога што се дружевме, заедно учев со Филип, детето што беше во видеата на почетокот, Добро. заедно што го водевме профило. Се поќе вежба тој? Вежба, ама не е дел од тимот поќе. Не ќе пред камера. Не вежба пред камера, иначе Филип Да. е еден од дисциплинираните луѓе што Вежбач. познавам. Да, дефинитивно е пример за со посветеност што може да постигнеш онака. Значи тој многу и поголем напредок од мене во килажа направено в теретана конкретно, за тоа треба да го пофалам. Да. Идејата беше негова, ама излезе спонтано како цело време правевме муабети за вежбање и цело време правевме муабети за бизнис. Значи ние седевме на последна клупа, никој од нас два не учевме воопшто онака искрено не ме интересираше многу училиштето, поќе сакав Поќе сакаше вежба. да ги правам работите што јас си ги одбирам, не некој. Ја зато не вежбам, оти со сите петки бе брат. Значи немој не учете, вежбајте. Не, ова. Кој како сака? Кој како сага нека Да. си ја свати, да, лична одлука. Цело време правевме муабет за вежбање и за бизнис и некако ги скомбиниравме тие теми и решивме ај ќе снимаме видеа, па ќе видиме тренери, ќе вадиме некои продукти, некој таква Кој ви беше работа. прво видео снимено? Прво, Она интрото беше. Ма не снимав јас. Скитот, кој го рековте? не беше, тоа беше оние Како мотивациони мотивациони, видеа, не? музика Аха. и само вежбаме, тоа беше. Тоа како трейлер за цел настан. Да. Ама на почеток снимавме чисто едукација, само едукативни видеа. Точно. А како почнавте ова со зборањето на видеа? Како видео иде, например, сега денес веќе го збораме. Како идеите мислиш или Не, концептот како на концептот видеата? кога почнавте на почеток. Мислам дали имавте страв, дали имавте онака, дали какви реакции ќе имаме од луѓето, дали ќе не хейтат, дали нема да не хейтат. Искрено бевме млади, значи имав И не 17 размислувавте години. многу, а? Ма пак го има, секојаш го има тоа. Знаете, Да. што и да почнеш различно да правиш од другите, ќе го имаш тој страв. Дека ќе те зборат, ќе Да. то мало Омаловажуваат, е то. Сраво, да, ама Така натаму. најпозитивно беше што го почнавме четворица, значи на почеток, и многу си помагавме меѓу себе, се
се мотивиравме. Ако речеше некој пример, абе, знаеш, не е убаво пред камера ова, ние ќе одевме контра, како зошто демек. Абе, што ќе кажат луѓето, ама на крајот не е битно што ќе кажат луѓето, туку резултатот што ќе се постигне со видеата. Точно, вие Бевме појќе. на страна тоа што ќе кажат луѓето, сега луѓето за нас кажуваат дека сте вистина мотивирачки како деца и дека еве имате некој ефект. Колку луѓе ги натеравте до теретанот кога почнавте да снимате? Мислиш како клиенти или општо така? Општо луѓе кои што се мотивирале ви рекле ради вас јас почнував теретана или еве јас на пример ви пишав лето во порака, па се сакам за лето да си го средам мозоко и телото и така натаму. Искрено не знам точна бројка, оти често добивам пораки на профилот за луѓе како Тоа ми е моментот, дали има, значи дали се случува нешто? Има дефинитивно, посебно кај младите, значи има многу млада публика што ме следи, најверојатно ради што и јас сум млад и ќе му паѓам во очи. Многу се заинтересирани околу вежбањето. Се тие што ме следат конкретно. Дали то за таа заинтересираност почнало од кога заследиле профилот или веќе биле па ова е тема што ги интересирало па не заследиле. Ама ми е мило што ме следат млади што можам да му е променам околината до негде. Оти сега социјалните мрежи се околината всушност на младите. Значи, тоа што го гледа, тоа сака да го прави. За жал сега Точно. тука се родителите многу битен фактор, дали знаат воопшто што прават нивните деца по социјалните мрежи, што гледат, како гледаат. А што гледаат децата по социјалните мрежи? Ништо паметно. Многу релевантни. Аме ќе го гледа. Ама ништо паметно. Гледат ритко кај што чука на тастатура вака и тоа му е интересно за жал. Ама ритко се знаеш што ќе речи? Мене ме гледат и што и да направам ќе ме гледат. И да чукам ќе ме гледат, а и вас нека ме гледат. Па тоаш нека вежба и Ритко, ајде. Ритко, ајде теретана. Нека направи тој позитивна промена ако сака, ако е. Веќе луѓето со големи платформи имат и мојки сега да буквално влијат на општеството, да менува околината. Тоа е една одговорност што Добро, сакам да ја превземам, не е малце по лесна. малце да вака, значи луѓе кои што сакат да направат нешто квалитетно, тоа се вика еден мозаик кој ќе се склопи, една да речеме порака ти ќе пренесиш, друга јас ќе пренесам, трета ќе пренеси. Така Јас еве се трудам исто 4 сезони да бидам и културен и фин и да пренесем и убави пораки кај луѓето. Кај што вистина во време на хаос и во етер и во се што постојат еве луѓе кои што се трудат да го направат тој и баш ми е мило што го правите нештото. Ме интересира се вака. Како ви изгледа вас еден ден? Станувате од спиење и што прво правите? Пиеш вода. Вода, право. Некојаш кафе треба. Некојаш кафе. Иако не чини, ама кафе може. Види, накратко, не сум некој што има некоја многу стриктна рутина, барем во моментот. Порано бев многу со правила. Значи, цел живот ми беше со правила и сватив дека да извежбам, да истрчам, не знам. се ми беше. Кога станувам, колку вода пијам, колку кафења, колку храна, значи калории, се ми беше се можно израчунато. Се последната година дена сум малце по опуштен, остава малку простор за баланс, можам да речем. Како мислиш, детално онака? Не мора детално, во смисла, на пример, дали си одите во кафанчиња, да си каснете малце од поќе сендвичиња на вечер, дали си јадите, не знам, алкохол дали пиете, таки работи, а се вежба во меѓувреме, кога што гледам фит изгледате супер. Се правиме што кажа, зашто ако одиш премногу екстремно на една гранка, како што ти кажав, бев јас лично многу стриктен. Не функционира, значи. И најнаш само психички добиваш како зашто го правам се тоа. Да. Има еден период кај што седнуваш да размислиш, чекај се, толку работи жртвував само за да имам поголем бицепс. Така. Некогаш работите на кантар не се израмнети. Затоа треба се што правиш да го правиш свесно. Значи не значи дека ако излезиш ти да јадиш сендвич или да се напиеш, тоа е крај на светот. Значи не е крај на светот, само битно е да не ти е тоа секојдневие и да не правиш ништо позитивно. Значи да не преовладват негативните работи во денот. Не значи дека ти треба забранваш негативни ги кажам, работи што ќе ти наштетат, дали на здравје, на психа, значи на крајот дено треба да си ти во плюс. Да. Дали треба да има некоја стриктна диета некој ако почне да вежба? Или може да си јади се и сешто? Ако е почетник? Ако е почетник. Пример, јас се сум учен да си јадам се junk food кај мене, например. Ретко да седнам да јадам здрава храна, ти јас јадам брат вака кола на улица. Кај ќе стигнеш, кај ќе стигнемо ти тоа е времето, да.
Колку да имам што велат да клам нешто во клуно. Мислам дека стрикна диета се мисли на се што јадиш да ти е израчунато и Калории, едно испланирано. друго. Тоа би го предложил само за професионалци. Добро. Значи стрикна диета не е реалистична и не е одржлива за просечен човек. Так. Што на крајот денот нас профилно ние да мотивираме како луѓе од секојдневието да го подобрат здравието. Не ни е целта да јас да вадам такмичари и да спремам луѓе за надпревари, не ќам тоа да го правам. Јасно, Не да. дека не е убаво, туку јас лично не ќам. Да, си имаш друга цел. Некој ако почнува прво нешто предложил само да се фокусира на тренинзи и да е редовен на тренинзи. Точно. Па попатно ќе ја среди исхраната. Многу Така. почетниците се сакаат многу голем залак да земат. Мгм. Пример кога ќе правам муабет вака, оти не вежбаш, абе ако вежбам, треба престанам да пушам, треба престанам да пијам, треба да јадам стек и ориз и не вежбам. А ти вежбај си, па прави ги сите овие работи. Знаеш, барем си еден плюс. Да. Не си цел со минуси. Луѓето мислат, ако одиш во здрав живот, треба цел да се смениш. Не, едноставно здравиот живот е склоп на навики. И ти секој ден, месец за месец, година за година, ти си правиш една-две здрави навики, една-две здрави навики, една-две здрави навики, ти за година дена си веќе променет. А луѓето сакат од денес од ваков, утре ваков да биде. И превземат големи залаци, да. Значи животниот стил на луѓето е всушност склоп на навики. Значи ти треба навика по навика цело време да ги подобруваш. Јасно. Јас верувам дека постојат и луѓе кои што не ќе додат во теретана ради, не знам, амбиент, не знам, некој има што рика таму, па му смета, нешто ради психички моменти да речам. Дали може и дома да се вежба, да се постигне некој таков момент на здрав живот и дали имате вие вежби што може да ги препорачате за вежбање од дома? А вежбањето, знаеш како го гледаме, не е само за градење на мускул, туку можеш ти пешачи 1 сат во денот, ме светиш, тоа пак здраво е. Значи ти пак ќе си извежбал. Значи се од здравието го одржуваш. Можеш с клекој да правиш. Значи не е само теретаната вежбањето. Туку да имаш физичка активност во текот на денот. Нешто што ќе ти окрени. Така, на пример, јас сакам да се Енергијата пешачам и што да ќе се ти пешачам. Да. 10.000 чекори минимум, мислам, значи тоа е, ако немам под 10.000 е проблем. Дали е добро тоа што го правам? Многу добро, многу добро. Од ја сакам да пешачам, навечер обично кога ќе завршам со сите врски, обавезно сакам енко. Пешачењето е најдобар начин да го развижиш телото, буквално. Значи и трошиш енергија, трошиш калории, значи полесно ќе ослабиш или потешко ќе се здебелиш. Друго, ја раздвижваш крвта низ телото многу. Тоа е, значи креваш адреналин, креваш малце Легни си, брат, таму, можете. подпри се вака на Со страна. кумбата го собра назад да легни, не ти? Пешачењето е најдобар начин да го развижиш телото и е пристапно за луѓето. Дај ќе излеземе на едно кругче, ќе свртиме, знаеш. Најпаметен начин да го развижиш телото. Спортот како спорт не значи дека луѓе да му родат в теретана. Да. Не значи тоа е чисто конкретно еве некој не е задоволен од изгледа на телото и сака конкретно изгледа да го подобри, тоаш да теретаната е најдобриот начин за тоа нешто, ама конкретно за здравје каков било спорт. Битно да се вежба. Да, вака сега. Ти знам дека имаш луѓе кои идат кај тебе и двајцата веројатно го правите истото, значи теретана, идат кај вас на програми, му кажувате како да вежбат, ги насочувате едно друго, ама постојат луѓе кои што не се од битола, кои што ќе не гледат во моментот, кои што ете можеби се заинтересирани вие да му бидете лични тренери. Што правиме со тие луѓе? Не е тоа проблемот и јас не држам персонални тренинзи. Добро. Значи држев порано, во последно работам само онлайн. Добро. Аха, само Значи, е супер. Потполно е реалистично онлайн ти да му поможеш и да го насочиш човек. Да му дај само насоки, да. Значи, единственото ти преминав да влезам в теретана, не знам што да правам. Да. Да, тука со дигитализацијата јас ти праќам видеа, објасната секоја вежба потполно како се прави, што се How прави, to, на што значи, треба правиш. пазиш. Да, така. буквално. И ти ако имаш некој проблем со некоја вежба, ти само пиши ми го на порака, не мора сум таму до тебе. Да. Значи со сати сум гледал луѓе кои што вежбат, знам секое движење возможно што можеш ти да го направиш на таа вежба. Јас можам преку таа твоја напорака, знам ти што грешиш во вежбата, јас да те насочам. Значи тоа се нарекува онлайн менторство, значи И функционира. дефинитивно функционира. Дури можам да речам дека е подобар пристапот колку персоналниот. Од јас ако имам денес 10 тренинзи и сум 10 сати в теретана и уште сат-два тука измеѓу некоја пауза овона, јас кога ќе направам анализа за твојот тренинг, кога јас ќе ја проверам твојата исхрана, што е многу поклучно отколку да видам ти дали 1 милиметар повисоко или пониско ја спушташ раката во Значи вежба. не битно е тоа така. Битно е, ама с моите сати, значи во тој еден сат јас тебе што ќе ти посветам лично,
можам јас да ти направам анализа пример на исхраната и на тренингот, дали напредваш, дали не, што е многу поголем бенефит за тебе отколку дали правилно си ја направил. Што ќе искоментирате за луѓето кои што ќе вежбаш во теретана, ќе ти дојде до тебе и ќе ти рече брате, не треба вака да вежбаш. Знаеш како не можеш да измениш, само повикаш добро, ќе се сменам и си продолжуваш. Да се вежбаш кој што знаеш. Кој што Значи, сакаш. Има такви лика, Постојат. Има такви. Сега ако стварно грешиш до толку, ќе опробаш, ако ти е полво да, ама ако не ти е, Еве, фала и толку. нас ретко ни се случува, оти веќе знаеш, изгледаме добро и Да. не знаат сите дека со тоа работиме. Ретко некој да дојде да ти кажува, лично мене, ми се случвало кога сум бил почетник. Ама што ги гледам вака дека меѓу себе си коментират, ама нешто најмногу што неќаме е некој кој ќе соли памет. Еве, затоа јас до негде сакам да ги намалам едукативните видеа, да одиш малце на тој момент, да? појќе на тој што сака Појќе ќе на ме побара, мотивација. да, тој што сака ќе ме побара и јас ќе му кажам што треба да прави. Ама ме побарал. Јас неќам да одам и само му речам ти грешно правиш, ти грешно правиш. Значи не е моје да судам, не е моје му кажам на луѓето како да го живеат животот, значи затоа вежба ме инспирира. Значи не е тоа што го збораме ние, не ти го вела мора да го правиш. Да. Значи еве збораме, не ти вела мора да одиш в теретана. Ама велам дека со начинот предложено на е кој да што го вежбаш. кажуваш, вистина Да. мотивира, тоа е така. Предложено е, значи имаш многу бенефити што идат и тие што солат памет се луѓе со его и луѓе што не ќе ти поможе. Туку сака себе да се поможе со тоа што се направил паметен, јас поќе знам од тебе. Не му била намерата да ти поможе. Значи тој што ти ќе го прашаш и ќе ти кажи, тој е добар човек, тој е со намера да ти поможе. А тој што самиот му текнува, ваков си, таков си, тој го прави за себе си. лични бенефити. Ето така, И убаво не го кажа слушај ова. тој човек. Flashback. Живи сме. Лајк, Тоа е ова, жешко ајде. време, камерата си Добро, знаете си, ајде. те исклучува. Ми беше муабетот за хигиената во теретаните. Дали е чисто, дали оти таму се поти, нели со газови смрдени се днуваат, со шо не е така. Што правите пред вежбање, Со дали патики на чистите? клупи, Со патики на клупи и така натаму, да. Зависи од теретаната, искрено. Зависи колку Прво пред се Или ние луѓе, самите да. дали треба да си чистиме. Да си бришиме после нас. Треба, забришиш да. малце. Ама тоа е нешто како колективна свест некако во теретаната. Ако никој тоа не го прави, тогаш така ги си продолжи. Ако се само еден двајца, пак се малцинство, така Да. ги си продолжи. Пример, самата теретана треба воведи такви, пример, по-строги правила и кој било друг спорт што се тренира како што општо Како што се тренира. и сали некој за кросфит за таква работа. Треба притисокот, да речам, да дојде и од вработените и се слично. Ама не е страшно, никош не би било проблем. Не сум некој пребрелив или така. Така. Добро, во секој случај, чистете си, капете се, аман. Што рече палјото, една мишка 400 квадрати за смрдва. Така, да. Така ми кажа кој беше во југото. Да, не си сам во теретана, Да. треба Хигиена почит- малку. Да, почит кон другите веќе го користиш Ето така. кој простор, Точно. дефинитивно. Брате, дали ќе ми бидеш асистент од назад? Ајде. Тука, позади мене, има еден пакет. Кучиња, мачиња, чувате? Мачка. Ти чуваш? Имаш. Ајде, дај се ваму тоа. Ето така, 5+, ви доделува малце го свиткавме. Протеински се. Протеински со сите витамини. Набилда ми е песен. Вервај брат, ова храната поуба е од тоа ние што ја јадиме. Благодариме 5+, еве и за вас за кучиње мачиње, ќе си ја И од нас. поделите. И братче, таму имаше 2 пликчиња од Ива Бјути. Веќе. Ете така, едно за тебе, да си направите едно третманче во Ива Бјути, малце долабајте. Таму има и третмани за слабење, да знаете, во Ива. Значи не е само вежбање, таму имате и машини. Пробајте се. Може. Видете што е. Ете така, ако бе убавите во справа, начин на здрав живот. Битно да се потрудиш на кој било начин. Да смениш малци она што го имаш како секој дневие. Кажете ми како си поминавте во југото, дали ви се бендиса, Преубаво. дали направивме убав муавет, Муавет на место. дали имате нешто да докажете, да дополните, да не љуфнавме. Убав и вожњата да не љуба. Уба, се погоди. И времето ни се И погоди. времето ни се погоди, Значи, виж неше кој да се сега. каде таму. Да предложиме, мислам, Порака цело иде видео за беше крај. некако предлог и според Инспирација, да. Инспирација, да. Значи, трудете се на крајот секој ден да сте во плюс. Значи, тоа е нема друго правило. Значи, тука сме дојдени животот да го искусиме на најдобро, значи добрите работи да ги искусваме, а не кога ќе сме стари да лежиме по кревети, по болници. Значи, чувајте го здравието, напредвајте, дали тоа ќе биде преку спорт, преку здрава исхрана, како било битно, размислувај на тоа. Барем 5 минути во денот седни и размисли како можеш
да го подобриш животот за тебе и како го подобраш твојот живот се подобрува и околината, значи. Ако сте Точно. возрастни, имате деца, или ако сте вие родители, децата Терајте ги вас ве децата. гледат или да насочвајте ги децата Да. веќе и тоа е позитивно многу, што имам видено примери. Родителите не вежбат, ама пример ги пуштат децата од младина. На вежбању што ете лекција што може касно ја сфатиле. Вашите родители вежбаат? Тоа е тоа. Моите? Да. Вежбаат. Вежбат колку толку, вежбат. Се движат. Се движат, добро е. Се движат. Вежба или дали вежбат? И дали ви што и општо, и двете. Да. Не вежбаја, ама сега вежбат. Добро, ги натерати. Што до негде да успеав да Добро е. ги Значи измотивирам. имаше, сакам на крај да искористам една многу мудра мисла, еден од постарите новинари во градот што имаше кажано, Петар Ставрев, поздрав до него. Рече, шетајте по шумските патеки, за да не шетате по градските аптеки. И многу е мудра мислата и вистина така. Се согласувам. Ете потполно. така, значи имајте здрав живот, гледајте ги Вежбај Б, следете ги на социјалните мрежи и гледајте Југо. Ете така. Чао, чао и фала што ме гледавте. И Шо? тебе те натеравме сега. Да Добро. не ти те почни. Ќе видиме, не знам. После ова сега одиме да те Пак Јован дома. Ќе бе. видиме. Ако иде Јован помене вака да ме тера, може ќе извежбам. сега го земаме в теретана, да не се секирате, ете. Видиш ке се заразиш, да видиш. Ајде, ќе видиме, ќе Ти од правиме 10 друго. склекој чим вака рече УБ, камо цел Така. тренинг да направиш. Ќе одиме себе кај вас на видео? Одиме. Кај ни, фајде, добро. Таму ќе гледаме Ајде. се следното, тоа ете. Да, Ајде, чао, чао. продолжете го на YouTube Вежбај Б. На Вежбај Б. Ајде се гледаме.